Здраво Македонија, добре дојдовте во вечерното шоу, петочно издание и на самиот старт, веднаш да ве смирам. Да си бидете без гајле, одмарај викендов слободно Македонија, бидејќи имаш ти синови кои се спремни да се жртвуваат за тебе. Земам лична одговорност, да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени и да ги отвориме преговарачките поглавија со Европската Унија. Доколку владата смета дека тоа може да го искористи, јас стојам на располагање. Земам лична одговорност, да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. Ај убав, тој бил спремен да се жртвува, поточно да ја жртвува својата политичка голема кариера, за да го смениме уставот. Па нема понеповолна понуда од ова. Ем да се смени уставот по бугарски диктат, ем Филипче веќе да не биде претседател на партија со која може да победи на избори единствено кога се кандидира самиот против себе, со она што досега сме го виделе. И пред да навлеземе во анализа на понудата на Филипче, чисто да видите што е тој подготвен да жртвува. Премиерот и лидер на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Убедливо е на првото место на листата на политичари во кои граѓаните на Македонија имаат доверба. Ко покажува анкетата на Market Vision, направена по нарачка на МКДМК, во која рейтингот на Христијан Мицкоски е речиси за 9 пати поголем од оној на Венко Филипче. На прашањето во кој партиски лидер имате најголема доверба, дури 27,2% од испитаниците одговориле дека тоа е Христијан Мицкоски. На второ место со само 5,3% доверба е председателот на ДУИ Али Ахмети. По него следуваат Максим Димитриевски и Венко Филипче со по 3,6%. Види, браво! 9:1 на анкета од крајот на декември 24 година. Мицкоски има 9 пати поголем рейтинг од Филипче, кој никако да свати зошто се на дното и копа уште подлабоко. Ничим изазван, пушти нога да се прошета низ Европа и оттаму како да им се најавува на странците. Им вика, спремен сум да сум новиот Заев. Да се подсетим уште еднаш, ве молам, на тој славен момент. Земам лична одговорност, да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. Колку е тој одговорен, мајко мила. Ајде бе да анализираме како би се извела оваа операција. Како Филипче зема лична одговорност да го сменил уставот. Колку што знам јас, измената треба да ја гласаат 80, над 80 пратеници. СДСМ има колку? 15, ако ги има и толку. И сите знаат дека тие 15, ноќеска во 3 наутро да ги разбудиш за да се промени уставот, ни заби нема да измијат, први ќе се во собрание за да кренат рака за. Па како тој со 15 пратеници зема лична одговорност? Или можеби ќе гласаат 80 и кусур пратеници за промена на устав, а тој потоа ќе си замине од политиката како реализиран човек, деме као награда за гласањево. ВМРО, например, ќе погази се што зборуваше, се што бранеше годиниве, какви сцили и харибди не издржа периодов. Зошто? Бидејќи ако смениме устав, Филипче ќе се жртвувал политички, со што ВМРО би си го погазило зборот, би си го урнало рейтингот, СДСМ ќе има нов посилен лидер. Добро бе, каде ги учите ваквите политички вештини на преговарање и давање понуди? Во Дубај или со Харис Џиновиќ? Се разбира дека не. Венче како да сакаше само да им каже на сите заинтересирани од надвор дека тој е подготвен да биде новиот кој ќе го црпнат од нивите за да ја однесе Македонија на светлиот пат. А се сеќавате сите колку убаво си помина Македонија минатиот пат кога луѓе кои мислеа дека Господ ги црпнал од нивите, решија да се жртвуваат политички. Јас сум човек од село Муртина, Струмичко. Пред некои 20 години работев по полето. Најверојатно Господ не ме црпна таму од нивите, ме донесе овде, за така низ вода да ме пушти.
Најверојатно Господ не ме црпна таму од нивите, ме донесе овде, за така низ вода да ме пушти. Не, те црпна од нивите за да те пуштат покрај вода во Дубај, а низ вода се пушти сам. Или што би рекол Филипче, несебично ја жртвуваше својата политичка кариера, бидејќи бил одбран од Севишниот за да го стори тоа, а бе и на Господ не му е лесно со сите нас. Но не сметам дека стратешки погрешивме. Се вложивме 100%. Не калкулиравме, не бевме популисти, направивме тешки жртви. Направивте, да, но не лични, туку жртви со сите нас, со цела Македонија, со името, со идентитетот, со достоинството. А тоа право никој не ви го дал. Па така, тоа не е тешка жртва, туку... Тешка геостратешка грешка. Точно, Зокане, точно. А сега подсетување и зошто? Was it the right time? Not only was it the right time, but if we did not do it then things could have gone sour, not only mature, because 6 years later, things have changed a lot. And now, when looking at what is happening at our wider neighborhood, there is a conflict in the war being waged in the north and another one in Gaza. So I wonder if today, at a moment when even Scandinavian countries, Sweden and Finland, wish to join NATO, what would our pressure on this country, irrespective of the government in power, we would be receiving pressure for us to accept the name, the constitutional name of our neighboring country. Нели, ако не направевте тешки геостратешки грешки, денесем ке бевме НАТО ем Македонија, барем според Ципрас, ама не, вие бевте зинати за фотели, за да денес може да се зборува дури и за некакви приватни авиокомпании со кои се возите на приватните на уфце свирки на Хариджиновиќ во Дубај. А името? Минаа, времето тече, шо? Има толку многу вредности важни. Бамо, името е бамо. Бамо, името е бамо. Бамо, името е бамо. Ама затоа се жртвувавте ептен. И сега бил спремен Венко пак да се жртвува. Океј, јас го прифаќам делот за политичко жртвување. Еве, прекини си ја политичката кариера, пред да продолжи ова тропање на вакви глупости и најавите дека СДСМ е повторно спремен да ја базира својата политичка логика и единствена политичка мисија на извршување ново предавство. Откако претходно векеннаш не стави во кашата со Бугарија, потпишувајќи заедничка историја, а потоа и преговарачка рамка со бугарските услови внатре. Бате, доста се жртвувавте. Исчезвајте безкрајно, ако не знаете што друго да правите. Баму жртвувањето, баму. Колку е тешко ова прашање за владите во двете земји говори ставот на премиерот кој кажа дека за решение зимето вреди да се жртвуваат и политички кариери. Ставот на премиерот кој кажа дека за решение зимето вреди да се жртвуваат и политички кариери. Со извинение на Софрава, ама не заболе нас за вашите кариери. Какви будали, човече Боже, нивните кариери кои да се поважни од достоинството и идентитетот на македонците. Нивните кариери кои да се поважни од името Македонија, па тие ги жртвувале. И ние треба сега да паднеме во несвест, особено сега откако Филипче најави дека е спремен на ново предавство. Неверојатно. Ама гледајте како тој резонира. Двајцата мои предходници, и Зоран Заев и Димитар Ковачевски, ја платија политичката цена со нивните политички кариери за ние денеска да бидеме членка на НАТО и да ги имаме започната преговорите со Европската Унија. И после се пресели другарти во Дубај, откако ни ги отворивте нас вратите кон Европската Унија. Дубај, срцето на Европа. Таму се поднесува полесно жртвата која е дадена за доброто на татковината, која ја напуштаме. И лечиш тага фрлајки илјадарки према Хариджиновиќ и плачеш од мака за родната грудка во која евро по евро се собира бакшишите за свирки. Се знае, во менувачница директно. Но таквата длабока посветеност, за жал, не беше наградена во очекувана мерка. Тоа не било предавство, тоа било длабока посветеност. Да, може, длабоко посветени на што? На национални предавства.
Но се бориме за она што верувавме дека е исправно, дека ќе донесе добро за секој граѓанин на оваа држава, дека ќе постои Македонија на светската мапа. Да, и за приватни авиокомпании да се спомнуваат дека сте способни да купувате, и згради да се зборува дека можеби се градат на Блискиот Исток, и да се јаде од позлатен есцајк. Абе, светската мапа е мала за вакви величини кои се жртвувале за татковината. И внимавајте, тој е разочаран од нас, од вас, од народот. Повторување на тој момент. Но таквата длабока посветеност за жал не беше наградена во очекувана мерка. Награда уште очекувале, вели, за она што го сторија. Награда, за жал, вели, не беа наградени. Зашто? За раскурцувањето на државава до ниво да е неопходен ресет на фабрички подесувања за да преживееме. И тоа е тешко можно, бидејќи и фабриките беа испокрадени од нивните претходници. Па не може ни фабрички ресет да направиме. Пардон, не беа испокрадени. Туку претходниците се, што? Така е, жртвуваа за доброто на државата. Патеа додека ја приватизираа. Траорно им беше додека ја плячкаат. И сега биле подготвени пак на истото. 9 месеци по изборите на кои беа потопени поради ваквите политики, упорни се и инсистираат дека тие све би опет поново, а се фалеа после изборите. Ги научивме грешките. Што научивте бе? Дека е добро пак да се жртвувате за Македонија, прифаќајќи ги бугарските уцени со кои ја вовлековте земјата во вртлок или на вето или на откажување од идентитетот. Исто како со Грција. Неверојатно. И не биле задоволни од народот. Не ги наградил народот. Народот е во право и кога греши, велеше Бранко. Ако го слушавме народот, немаше да имаме вакви политики, велеше Ковачевски. А венче сега сака народот, кој цел живот му го плаќа талентот, сега и екстра награда да му даде. Бидејќи можеби малку е Дубај, треба на месечината со Илон Маск да се качат и со вице и да лумпуваат на Шемца Сулјаковиќ и Јужни ветар. Така ќе се осеќаат можеби конечно ценети и наградени од народот. Неверојатно. Жртвувај себе, Венко, не му ја мисли. Само продолжи вака. И внимавајте тоа со Илон Маск, што го спомнав. Ана Чупеска мислам дека веќе не го сака како симпатија. Да не ти се налути, бидејќи се заканува со тужби кога е лута. Некогаш мислам дека само со нивни изјави можам да опишам некоја ситуација, односно што мислам за нешто што ќе кажат, што ќе смислат. Ај, Зоке, биди корисен бар еднаш. Објасни што слушавме од наследников твој. Земам лична одговорност да превзем целокупната одговорност и целокупниот терет. Па дури по цена на мојата политичка кариера, за да ние ги направиме уставните измени. Заев рече дека понекогаш политичарите знаат да трупаат глупости. Ние политичари знаеме да лупаме некој пат така глупости. Точно, фала ти. Едино објаснување за ваквата изјава на Венко е дека се лупаат глупости после журките со Харис во Дубај. После 2 часа и 17 минути во кафана се случуваат грешки, се правда лидерот на СДСМ Зоран Заев за објавената бомба, каде се слуша како со пцости и погрдни зборови говори за припадниците на шарената револуција. Алфа го праша екс-премиерот како ќе ги погледне во очи обичните луѓе со чија помош дојде на власт, а тој пак се правда дека не го мислел она што го кажал. Секако, после 2 сата и 17 минути седење во кафана на слободен разговор, се случуваат грешки. Сум знаел секогаш да се коригирам. Тоа е, сите понекогаш знаеме да заглавиме и да си ги налутиме другарчињата. Tot declarata zoti Zaev i bën në raste që pi 3 gota rakin kafe dhe del bën miting, sepse kret ndryshe kret me mua tani. Dhe tendohet para që ka thonë para 2 orësh. Këto deklarata zoti Zaev i bën në raste që pi 3 gota rakin kafe dhe del bën miting, sepse kret ndryshe kret me mua tani. Dhe tendohet para që ka thonë para 2 orësh. Баб 2-3 раки и одма е спремен да ја жртвува кариерата по принципот менјам веру за вечеру, ама не луѓе. Тој не пие. Заев како ја коментира изјавата на Ахмети? Ако некој не пие алкохол, Зоран Заев е тоа ја погоди работата. Човекот промашил комплетно. Добро, скоро никогаш не пие. По безмалку 2 недели молкна вице-премиерот на Бугарија Красимир Каракачанов остана на истите ставови, но со премиерот Зоран Заев барем онлайн се договорија да се видат на чашка ракија. Многу пати сме се виждали и както става на Балканите и в Македонија, когато сме си говорили, некој пат сме пили по 1-2 раки, чисто човешки и пријателски, тогава немаме никаков проблем. Ниту се пие ракија, мастика што пие или?
Теквешка рекија пија. Теквешка рекија, ја мислам виски. И јас пија същата. И после 2,5 сати со ракија со Каракачанов, веројатно се прави тешка геостратешка грешка. И се лупаат глупости од типот немаше фашисти, туку администратори, братски хора, сшти народ. И оваа глупост Вилипче ќе ја нарече храбра жртва на Заев. Зашто? За доброто на Македонија. Како и дека и тој бил спремен да направи иста таква. А видовме колку е спремен со модуларната болница, нели? Ама осоколен е сега. Зошто? Па како да не е. Прошла недела победи на партиските избори во СДСМ, каде против кандидат на Венко Филипче му беше Филипче Венко. За председателот Венко Филипче гласот го дадоа 18.001 глас, неважички ливчиња 139. Ја мислам дека прашање немате, има некој прашање, ако нема... Благодарам. Има прашања. Дали против кандидатот го призна поразот? Го призна одлично. Дали му честиташе на победникот? Па браво, баш се радувам. Ајде да го видиме сега. Големиот победник во битката сам со себе. Благодарам. Благодарам, другари. Ова не е само моја победа, ова е заедничка победа. Тоа што добив дупло повеќе гласови од претходниот пат е само доказ дека нашата интензивна работа дава резултат. Ова не е само моја победа, ова е заедничка победа. Тоа што победил сам против себе било доказ дека политиките му давале резултат. И оваа победа самиот против себе на избори била не само негова, туку заедничка победа. Сите го победија Филипче Венко на избори. И бидејќи ја доби довербата во битката сам против себе, тој што е спремен да се жртвува политички. Иако туку што победи на овие тешки избори, за да ни го смени уставот по бугарски нарачки. Седи, не ме нервирај, жити сај, доста со нив. Нема повеќе. Се вознемири вака петочки. А доаѓа смирувачкиот дел од емисијата. Или не? Човекот со чии ставови и степен на говор се разбира, не секогаш се согласувам, но секако човек кој има право да го каже своето мислење и да го покаже своето знаење. Петар Богоевски во вечерното шоу. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. Како што ви најавив, вечерва гостин ми е, по не знам кој пат, но одамна не сме се виделе, еден од најкоментираните луѓе овие денови, барем на социјалните мрежи, Петар Богоевски, лидер на Македонски концепт и од неодамна, од вчера завчера, што би се рекло, назначен за нов директор на Националната агенција за европско образование. Така ли беше? Петар, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам за удобното сместување. Како и секогаш, кај Охриганец нема логика да си неудобно сместен. Да, и тоа го осеќаат посебно скопјани. А бидејќи ја имам најмногу забелешки на социјалните мрежи дека сум фатил удобна фотеја, сега ти го прикажа тоа и го прикажа како удобен двосед. Така е, се разбира. Не сме се виделе на вистина долго време, сакам вечерва да позборуваме и на сите актуелни теми, процеси кои што се случуваат, твое гледање на функционирањето на државата сега во споредба со како до сега и така натака, но на почетокот, нели да го адресираме слонот во собата, забележав некакви реакции од одредени групи, би кажал вака, на граѓани, од обични граѓани, кои што искрено, сега како човек зборувам, не можев баш до крај да ги разберам, повеќето од нив, во смисол, доби функција, има мала партија, има малку гласови, така натака, како тоа е квалификатив, дали некој треба да има функција или да нема функција, колкава партија имал, колку гласови добил и така натака. Не се, Македонски концепт беше дел од коалицијата за Твоја Македонија на последните избори. Ове чином и прво некакво назначување и именување на било кој представник од вашата партија на некоја функција во рамки на системот, па не викам дека ова се повеќето реакции, но нели секогаш ги забележуваме оние кои што се најгласни, највокални. Ти знаеш да собереш, да кренеш прашина, народски кажано,
околу тебе, поради твојата некогаш иоштрина на начин на говорење и така натака. Социјални мрежи се можат да трпат многу работи, па и тоа. Како гледаш на овие реакции, првично да тргнеме од таму? Па видите, прво граѓаните треба да знаат дека Националната агенција за европско образование е европски акредитирана институција и е управувана од управен одбор од стручни лица кои не се партиски назначени, него се луѓе од институциите. И изборот мој беше на јавен оглас. Имав и против кандидат. Ти си конкурираше на оглас? На јавен оглас, да. На тој јавен оглас се бараат високи квалификации и постигнувања во текот на работниот век. Јас не знам граѓаните колку се информирани, меѓутоа јас имам највисок степен на образование, ти си доктор на науки за македонските услови, и сум предавач на 2 универзитети. На Универзитетот на Обединетите нации, кој луѓето го викаат тој некој приватен таму. Не станува збор за приватен или државен, станува збор за официјалниот Универзитет на Обединетите нации, каде што господинот Гутереш ни е председател на бордот. Тоа е официјална институција на Организацијата на Обединетите нации. Каде што бев избран од меѓународна комисија, од експерти од највисок ранг на светско ниво. А не бидејќи си од македонски концепт. Така? Да, или од водеачка коалиција. Добро. Второ, јас сум исто предавач на Воената академија во Скопје, каде што е една најреспектабилна и највисоко оценувана високообразовна институција. И тоа јас не го употребувам како некои други момчиња што секој ден се фалат со секојдневното работење и се сликаат со студентите. Тоа е срамотно за мене и неприфатливо се злоупотребуваат студентите за политички цели или себе промоција на било кој професор. И тоа не го експлоатирам така. Да, малку говориш, скоро ич. Второ се бара многу години работно искуство, јас имам 25 години работно искуство, од кои повеќе од 15-16 години на највисоки позиции. Како државен советник, раководител на сектор, че највисоки административни позиции. Зборам професионални, не политички или функционерски места, што ги викаат нашите граѓани. Понатаму, странски јазик. Јас сакајќи да нема никакви дилеми за ништо, буквално отидов да преполагам уште еднаш додека траеше огласот за да биде најсвеж сертификатот, за да не биде да не биде дека е стара една година. Добро. Значи се што може да се исполнат услови се исполнети од највисок степен. Претпоставам дека ги исполнува условите против кандидатот, за кој се заблагодарив јавно што учествуваше на огласот, имавме рамноправна битка во тој избор. И благодарам на изборот што е на моја страна и на досегашниот директор, таму се заблагодарам за работењето. Меѓутоа, јас лично и нашата партија прифативме да се вградиме во областа, во секторот образование, бидејќи јас досега на неколку наврати сум кажал дека ние сме подготвени да влеземе само во неколку сектори како партија. Че ние не сме од оние пајтон партии кои, знаеш како, дајте ни вие нас место, а ние ќе бараме човек по комшии. Па ја ќе се шетам по комшиите и ќе викаме, имате ли вие некој експерт, не знам, за ревизија? А имаме. И се ќе бараме с комшијата, па ќе оставам функционално. Не, тоа кај нас не бидува. Него ние настапуваме со конкретни кадри кои ги имаме во областа. И кажавме, можеме да помогнеме во образованието, особено во делот на затварање на кластерот 3, а тоа се поглавјата 25 наука и 26 образование со Европската Унија, а јас цел живот го потрошив работејќи на европската интеграција на Македонија. Ги познавам и еврокомесарите, и работењето на Европската комисија, и Европскиот парламент. Добив вчера честитки од Европската комисија, добив вчера честитки од ИПП.
генералниот секретар на ИПП го повика подписателот на партијата, кој работи, живее во Брисел на специјална среба да ми честита за изборот. Значи, ја сите мои лични контакти ќе ги искористам во интерес на македонското образование и македонската држава, затоа што до сега, ако било пракса да губиме поддршка од Европска Унија и средства за нашите школи, универзитети и така натака, па и за млади пред се, сега јас ќе водам пракса да добиваме повеќе средства и привилегии од Европската Унија за нашите млади луѓе. И тоа не гледам ништо спорно во целото ова. Ако имаше барем еден елемент спорен, ја не би прифатил ништо во таа смисла. Друг дел каде што сме подготвени да настапиме, тоа е реформи на јавниот сектор. Не зборам само на јавната администрација, зборам за јавните предпријатија, за кои имаме прекрасен проект на јавно предприемништво, каде што сметаме дека треба да се трансформира комплетно јавниот сектор, кој троши стотици милиони евра годишно од буџетот, од народните пари, што ги викаат левичарите, или јас викам од државниот буџет како десничар, за санација на неработењето на тие јавни предпријатија, за привилегии на ликови и личности, а не за дејноста која обавуваат. Знаете дека скоро ни една јавна дејност не е доволно завршена во државата. Гледате го град Скопје. Видете го квалитетот на услугите на јавните предпријатија на град Скопје. Тоа е катаклизма. И сега, ако можеме да направиме да се трансформира тој комплетно сектор, тоаш можеме и сакаме да направиме тоа. И бараме поддршка и од владините коалициони партнери, и од граѓаните. Нормално. И имаме идеја како да направиме и план и детално издржано решение. Не би се нафатиле да реформираме во здравство ништо, бидејќи немаме во овој момент ниту проект, ниту личност која би го понудиле во таа област. Значи, буквално се држиме, работиме со новиот подпредседател на партијата во таа област, кој ќе бидеме подготвени, оној човек од државните клиники, оној човек од универзитетот, УКИМ, од медицински факултет, све, кој ќе бидеме подготвени за тоа, ќе кажеме дека сме подготвени со таков проект во здравство. Разбирам. Не е и сега тука, него... тука гледам некоја пизма кај граѓаните, беѓе они се навикнати на приказната влеговте вие во коалиција и се што ќе лапнете. Многу е вулгарно тоа. Ние не лапнуваме ништо. Ниту сакаме да лапнеме нешто, него сакаме да сработиме. А народот, граѓаните да не оценуваат преку делата. Што сме сработили? Еве се јас ќе започнам, еве од денес направивме увид во документација, од понеделник треба да започнам со работа официјално. Од понеделник треба граѓаните да ценат што ќе сработам. Ја не можам да разберам како може некој да ме оспорува обврска што сум ја презел, бидејќи не знам како младинец сум бил активен во одбојка, а не сум бил активен на кошарка. Значи, кој е проблемов што ми се бара на мене било каков греф, а тој греф не постои. Не го разбирам тој момент некои замерки се при што нагласувам нека фрли прв камен човек кој што никој пат не кажал пцовка некоја, но за меѓутоа јас би сакал да нагласам дека мои колеги политички лидери на политички партии, помали и поголеми небитно, градат кариера и среќа на завист. Тоа е класично за национал-социјалистите, за левичарите. Ја хранат зависта кај луѓето и така се создаде нацизмот, така се создаде болшевизмот. И таа завист прави да се чувствува нашиот народ несреќен дури со своите успеси. Бејќи завидуваат на успехот на некој младинец во спортот, на некој младинец во науката, завидуваат и на нас, политичарите, кои ништо не сме се огрешиле кон народот, а сме направиле некој успех. И би апелирал да се воздржат од онакви коментари, бидејќи сепак сме ние семејни луѓе, и оние коментари ги читаат и семејството. Имаше коментари некој за твоето семејство? Па, како не, ги читаат и ќерката, сопругата и така натака. Ти беа спомнувани членови на семејството? Па, возрастни луѓе од Прилеп, од Битова, еве најмногу таму, се сликале таму со внучина, со семејство и така натака.
пишуваат коментари да даде Господ парите од првата плата се ги дадеш на свеќи. Господи И Боже. тоа се одвратни работи кои ги чита моето семејство и тоа е страшно. Моето семејство не е ниту зависно од платата што ќе ја земам, ниту има потреба од моја функција. Добро, Петар, зошто? Што ја буди таквата пизма кај луѓето? И кажав, Предпоставувам дека некојаш и ти влегуваш во тој вртлок, сум влегол и јас. Политичките лидери. Значи и хранењето на завист. Ја имав еден настап кај Ландов, на слично шоу како твоето емисија, каде што обидов на еден поотворен, потранспарентен, почаршиски начин да представам таа работа и да ја хранам таа завист кај луѓето до шизофрено ниво, за видам докаде ќе одат тие напади и тие навреди, и ги видов. Значи, ја не можам да прифатам дека е греф што сум бил супер одличен ученик, а татко и мајка ми биле стечајци без работа. Пример. Секој ќе ми напише некој татко му и мајка му завршија школу, па татко и мајка ми не знаеа кај студирам. Не разбирате? Или Тоа не знае можам... да те разгневи, предпоставам. Па не можам јас да бидам, да се чувствувам виновен зашто сум завршил 2 докторати. Јас сам сум ги напишал тие докторски дисертации. Не може тоа некој да ми го спорува на мене, да ме навредува за тоа. На што личи тоа? Се ако некој не е успешен во животот, не сум јас виновен, зашто тој не се наука како мене. Јас сум станувал, кога терав магистерски студии, тоа беше некаде 2005 година, мислам. Татко ми беше на клиника болен од канцер. Ја патував во Бугарија на студии и се враќав. И за да ги напишам научните трудови, некаде секоја ноќ во 3-4 саатот станував да пишувам и да можам да стигнам, да одам и на работа и со семејството, и се некој тоа ми го рече мене, па ти поклонил некој, мислам, страмота е тоа, како да кажам. Тоа толку ме навредува да се консултирав и со луѓе кои, ги разбираат тие работи. И со еден духовник кој е од светски ранг. И вика, Петар, ти мора да прифатиш да намалиш љубовта кон својот народ. И викам, што значи тоа? Да, исто ќе те прашав. Па вика, не е битно дали гревот го правиш од љубов или од омраза. Ти го правиш гревот. Ти навлегуваш во личен конфликт со луѓе. Им судиш на луѓето. Носиш суд за нив, што е грев во христијанството. Јас сум христијанин. И сега ти тоа може би го правиш од љубов да им помогнеш на твоите луѓе. Ма тоа е грев. И тоа на тебе се одразува и е тежина за тебе. Односно емоцијата да ја нормализираш така, и вика, малку. ти мора да намалиш љубовта кон својот народ за да не те внеси твојот народ во грев. А секој си носиме пред Бога собствен грев, личен грев. Нема колективна тужба кај него, ниту колективна одговорност. Е индивидуална. И се тоа за мене е тешко. Ти да се откажеш од поддршка на својот род е тешко, меѓутоа на крајот на краиштата нашиот народ не тера да намалиме во борбата за него. И ги речат луѓето, па се недоволно се борите, па се како да се бориме се? Ако се бориме за вас, вие не плукате, ни навредувате семејство, деца, кариера, живот, достигнувања. И сега добро, ви секојаш луѓето мора да се соземат. И Има ние треба да се соземеме политичарите, ама малку се соземат и луѓето, бидејќи работава излегува од контрола. Јас имам разбирање полно. Посебно после трагедијата од невидени размери во Кочарај. Ке позборувам и за протестите последно. Имам полно разбирање за граѓаните. Сиромаштија, болести, нема образование доволно квалитетно, нема здравство, семејни проблеми, лични проблеми, све се имаме ние. И јас имам. Меѓутоа, тоа не значи дека е виновен комшијата или некој друг на сцена што го гледам за мојата состојба. Значи, јас како десничар не можам да си дозволам да ја хранам зависта кај луѓето. Јас кај луѓето сакам да ја побудам желбата за борба и за лични постигнувања,
Зашто преку личните постигнувања македонците ќе направиме и колективен напредок, и државен напредок. А преку завист, влечење надоле, знаеш она приказната дека Солонецот, да. Солонецот во пековот. Секаде има ѓаволи што ги чуваат народите, само ке македонците нема кој да ги чува. Зашто македонците сами се влечат внатре во лонецот да се варат меѓу себе. Тоа треба да го напуштиме веќе како карактерна особина наша. И треба да ги храниме, јас викам, хранете ги ербаб децата. Поддржувајте ги, бидејќи векови наназад на нас македонците не биле убивани тие деца, за да не се крениме како род. И сега срамно е сами да си ги убиваме тие деца. Може би сега не физички, како на времето, ама психички ги убиваме. И тие ни бегаат од државата. Че главната причина поради која бегаат младите од државата не е зашто немаат пари или вработување, затоа што не им даваат овој менталитет, повозрастните луѓе не им даваат да ги рашиват крилата и да полетаат. Тука во голем да дел се борат. Голем дел има удел и образованието. И сакам да позборуваме и за тоа и како ти гледаш на тие работи подетално, но претходно сакам да те прашам како и коментираш оние забелешки, замерки, па дури можам да кажам и внатре во рамки на коалицијата во врска со некакви наводни етнички прашања, односно забелешки твои во врска со коментари за други етнички заедници во Македонија, конкретно за албанците? Јас сакам прво јавно да изразам жалење што еден мој статус се свати погрешно и жалам ако тоа навреди некој. Било поединец, било цела заедница. Бидејќи намерата беше сосема обратна. Намерата беше да повикам на заедничка борба против криминалот и корупцијата во Македонија, од која страдаме сите, бидејќи криминалот и корупцијата немаат етничка боја, ни партиска, ни верска. Така е. И во таа смисла мислам дека употребата на жаргони што ги користиме со пријателите албанци во кафана, ја не ја користам на медиуми, на телевизии, но на социјални мрежи сме послободни да ја употребиме. И тоа така е разбрано погрешно и јас искрено жалам за тоа. Сега ќе шокираш некој дека имаш пријатели албанци со кои седиш во кафана. И јас имам во партијата албанци, активисти. Ја имам колеги албанци, јас имам пријатели албанци, имам луѓе со кои споделуваме, работиме заедно. Не мислам дека си шовинист. Да, имам и сега има тука една елементарна разлика меѓу претходните влади и оваа влада. Мора да се прави разлика во борбата со арамии и нивната етничка припадност. Скандалозно беше соопштението на Дуи за Бехтеши, мислам дека беше. Така ли се вика што е министер? Крешен Бехтеши, да. Крешен Бехтеши. Во притвор во моментов. Не може да биде албанец во затвор, или македонец, или турчин. Во затвор е арамија. Осомничен. Во затвор е некој што се погрешил со законот. А небитно е од која партија е, која вера е, која етничка заедница е. Или било што друго, по било кој идентитет. Оваа влада прави јасна дистинција тука. И нашата борба со криминалот и корупцијата, која тек мене ми започнува во таа агенција каде што јас сега одам, која е лидер во обвиненија кривични и под истраги и меѓународни и домашни, јас таму ќе се борам против криминалците, нема се борам против албанци или македонци, или против ВМРО-вци или СДС-овци, внатре работени во агенцијата, или против муслимани или христијани, не. Се борам против криминалци. Значи нема никакви проблеми во суштина. А ја и цел живот страна. се борам против шовинисти и верски радикали. Приказната што настана на времето која билдаше СДСМ и ДУИ со Радмила Шекеринска и компанија таму, беше на мојата реакција на исламистичкиот радикализам, шовинизам во Македонија, кој започна да се пренесува од Блискиот исток кај нас. Од лица кои беа апсени во Израел или во Палестина.
во Македонија. О лица кои беа учесници во ИСИС. Ја не можам да прифатам Сирија да ми дојде во Македонија, во мојот дом. Да се разбереме тука. И мојата борба против тоа е легитимна. Јас сакам модерна... Тоа не значи дека мразиш некој. Да, јас сакам модерна, европска, граѓанска држава. Јас се борам цел живот за граѓански устав. Ја цел живот се борам за граѓанско општество. Барем сум најпознат по граѓанскиот устав во земја. И се партии или шовинисти кои се против граѓанска држава, против граѓански устав, кои не сакаат рамноправност на сите граѓани, туку сакаат газди да бидат врз другите граѓани, кои сакаат нивната етничка заедница да биде врз другите етнички заедници, тие наоѓа да ми даа замерка на мене. Тоа е неприфатливо. Ти веруваш во рамноправност на сите? Да, верувам во рамноправност на сите граѓани, како граѓани на републиката. Па јас доаѓам во републиката, не сум Крушевчанец. Така е, да. Илинденскиот идеал е за мене куќен идеал. И сега рамноправност ако била возможна за Илинден, срамота е да не збориме дека не е возможна 2025 година. Ама зборам Илинден 903. Ама да даваат замерки луѓе кои се апсолутни и верски радикали и етнички шовинисти. Пази, и терористи пукале на овој народ. Убивале цивили во Македонија. Конкретно таа Дуи. Таму се наоѓено лице Бујар Османи кој најдлабоко ја навреди суштината на македонскиот народ. Може ли да ти прочитам статус на Бујар? Го оспори, го навреди македонскиот јазик. На целиот свет испрати собствена дефиниција за мојот мајчин јазик. То знаеш ли каква навреда е за нас македонците? Дозволи да ти прочитам неколку зборови кои што ме потресоа и трогнаа кога ги прочитав од Бујар Османи, кога ги читав, ги замислував како тој ги изговара, за да ги доживеам подлабоко. Има многу што да кажам за ова што вечерва го посочувам, ама сакам вечерва да молчам. Често што сме гласни, меѓусебно не се слушам. Ево можам како поезија да ти го изрецитирам, но генерално Бујар бара да ги слушне со граѓаните македонци, значи не прозива сите нас, пријателите со работниците, бидејќи, вели, денес државата преку еден човек, тоа си ти морам да ти кажам, назначен да ги води европските образовни фондови, ја понижи цела една заедница со јазик полн омраза, стереотипи и презир. И така натака, вели, ова не е молк на слабост, ова е тишина од доверба, длабоко потресително, вели на крај, ве слушам. Веројатно е потресен од фактот дека јас специјално ќе ги истражам криминалните дејанија на таа партија во таа агенција и користењето и злоупотребата на европските пари. И тоа ги плаши, веројатно, луѓето како него. Бидејќи едно време и неговиот колега Артан Груби за мене изјавуваше дека сум националист и русофил, и македонски концепт е руска партија. Тебе русофил те нарекли? Мене направи замисли и тоа го доживеав. Ама јас му кажав дека за кратко време ќе биде на црната листа на САД. Па тоа беше пред изборите. Па сега знаеме каде е Артан Груби. Барем знаеме дека е на црна листа, точно каде не знаеме, но и е срамно, истрагата е во тек. И е срамно од луѓе како Бујар и Артан и компанија да доаѓаат забелешки на моје име, чија партија има 10 души на црна листа на САД. Че партија е обвинета во сите кривични дела во земјава. Ја не сум обвинет во ниту едно кривично дело, немам во животот ништо украдено и погрешено на оваа држава народ, ниту на странски држави и народи, ниту на меѓународни институции. Всушност, ако имав и немаше да бидам избран за професор на Обединетите нации. И малце е непримерно да доаѓа забелешки од такви луѓе. Сепак за да даде забелешка на некој треба да имаш личен кредибилитет. И јас кога давам забелешка на етничкиот шовинизам и албанскиот кој во моментот галопираше, сега нели една година дена се работи на смирување на тензиите етнички во земјава, но претходно беше во времето на Заев и Таче ситуацијата беше вонредно напната. Јас давам забелешки на база на личен кредибилитет, бидејќи јас цел живот се борам за рамноправност на сите граѓани и за граѓанска држава. Ја предлагав граѓански устав и со, мислам, Берта се викаше професорката од Дуи, имавме еден дуел на една телевизија, каде што она јасно ми кажа дека никогаш нема прифатат граѓански устав, барем Дуи, бидејќи тоа
ќе ги направи албанците еднакви со другите, а они не сакаат да бидат еднакви со другите. Сакале да бидат над другите. Тоа е за мен неприфатливо. Значи, ние македонците сме благороден род. Ние сакаме братство и пријателство со сите народи во светот. Ама подчинета позиција никогаш. Нема да прифатиме. Никој никаде. Нели? Добро, Нели? човечки да разберливо. И во таа смисла, мојата борба за просперитет на сите граѓани, ама рамноправно, и мојата борба за рамноправност и на моите македонци со другите заедници во земјава, не може да биде толкувана како национализам и шовинизам. Иако национализмот и шовинизмот се многу разликуваат. Национализмот е се сакаш својата нација, Така е. се роди последниве 2 века од создавањето на нациите. Точно. Шовинизмот е малце постара пројава и тоа е омраза кон другите. И ја не мразам никој. Меѓутоа, се ги сака моите. И не сака моите да страдаат, бидејќи некој друг така сака. Моја задача е да се борам за добробит на сите, но и на моите македонци. Петар, јас сакам сите луѓе да ги уживаат сите Апсолутно, права. се граѓански права. Сите сме еднакви, конкретно околу Бујар Осман, ја да искористам прилика па јас да кажам свој став за ова потресително негово обраќање. Мене искрено ме нервира тој гилт трип кој што цело време како да се обидува да го наметне тој или користење на ваков јазик. Со албанофобијата? Да, изитка за емблек што би рекле. Или албано ако го осомничиш, ете, не крешник бек теши артан груби, тоа некако станува албанофобија. Ако му речеш не може ти да кажуваш уставен што смее, што не смее да прави, и тоа е албанофобија. И да те потсетам кога беше кандидат за претседател на Македонија во едно интервју пред првиот изборен круг кај колегата и пријател на оваа емисија Бранко Геровски кажа: конечно македонците имаат избор да изберат албанец кој што е врвен, сега парафразирам, но тој беше контекстот. И ако не гласаат за мене, тоа ќе е за жал доказ дека ние сме се уште заглавени во некакви шовинистички бранови и така натака. Тоа не води кон никакво подобрување на односите меѓу никако не води. Напротив, се фрла вина и се обвинува народ. Во принцип, каква е таа надуваност и тој его трип да кажеш ако не гласате сите за мене, вие мразите албанци бидејќи јас сум најдобриот албанец на свет. Навистина не можам да го разберам тоа. Се сеќавам на еден друг министер за здравство, Селмани, од Имер Салмани. Да. Од Сарај, мој пријател. 150.000 гласа. Сум бил гостин кај него. Кој доби илјаници македонски гласови повеќе од мене. Да, вистина. А е албанец. Така е. Меѓутоа, он никогаш не каже дека ако не гласаме за него, ние сме албанофоби. Точно. Он се заслужи довербата во тоа време на сите граѓани, вклучително и на етничките македонци. Да, на истокот имаше многу гласови. А меѓутоа, човек како Бујар Османи кој целосно злоупотреби службената положба властвување во МНР и во европските и во као вице-премиер за европски прашања и направи институционална најдлабока навреда на етничките македонци со тоа што допле во нашата најдлабока интима, а тоа е нашиот идентитет, нашето право на самоопределување и се обиде да ни го дефинира македонскиот јазик. Поголема навреда тоа ние не сме доживеале. Каракачанов може и да не пцуе нас, но тоа не е навреда таква како што е оваа. Има некои срби што не оспоруваат дека постоиме како македонци и сме биле јужносрбијанци. Тоа не е таква навреда како оваа неговата. Бидејќи доаѓа однатре. Од братот, така? Он е македонски министер. Он го води Македонското министерство на дворешни работи. И он во име на Македонската република испраќа писмо кон целиот свет во кој го дефинира македонскиот јазик на кој им забранува на македонците во Албанија да кажа дека говорат на македонски јазик. Дали знаете сега дека тој екстремен албански шовинист Бујар Османи со тоа писмо забрани или се одрече од правото на етничките македонци во Албанија да кажат дека користат македонски јазик. Да, ние сме феномен. И да бараат образование на македонски јазик во Албанија. Ние потпишаме дека овој јазик постои само на границите на оваа територија. Ние на земја во светот не. И македонците, пази, ние сега имаме огромно културно творештво во Егејска Македонија. Апсолутно, да. Солун. И цела Македонија, и јужна. И сега,
на македонски јазик, чист македонски јазик. Да. И сега ние на нив ќе му забрани Бујар Османи, на нив му забрани да каже дека творат на македонски јазик, дека пеат, играат, изборуваат и се дружат и живеат на македонски, тоа Бујар Османи ќе го забрани? Па не, моево и тоа е дури и да е Али Ахмети, тој отворено призна човекот дека преговарал со Грција. Да. И од грците бил да. Да. За сите нас. Колку е тоа вулгарно. И бил замолен од грците да им каже на бугарите да седат мирни додека не ја завршат тие работата. Ова е признание во емисија. Да, замисли. Јас на ТВ27 кога му беа дома да го спасат. А за нив било навредливо ако јас коментирам елементи од албанската историја кои се научно докажани, факти. Добро, твој став е тоа на крај на денот. Не е само став, научно докажан факт. Но сакам да те прашам да ми споредиш, те молам. И тоа е неприфатливо, нели, едно со друго. Да. Ја не сум прифатил никогаш, ниту со србин, ниту со грк, ниту со бугарин, да говорам зад грбот на албанците, за албанците. И да речам, ние ќе направиме вака за да им наштетиме на албанците. Да, ќе ги смениме учебниците и ќе го направиме, не знам. Никогаш не сум Кастриот ќе кажеме дека е никогаш не сум прифатил таква улога. Може ли да ми за разлика од споредиш? нив. Да ми споредиш, те молам да искористам оваа прилика. Моите лични впечатоци јас напати сум ги кажал. Но еве ти како гледаш албанскиот партнер во владата во како до сега времето и албанскиот партнер во владата денес по однос на македонските национални прашања. Ја препознаваш ли таа поддршка, можеби не е со четири раце и со фанфари, меѓутоа прво минирањето дека го нема и обиди за наметнување агенди. Сосема е различен. Видите, јас гледам Влен, иако ме напаѓаат, небитно. Не е важно. Мислењето кажи си го. Влен го напаѓа дека биле починети и слично. Видите кој ги напаѓа Влен, да, дека видите која е разликата. Измеќари ги нарекуваат. Измеќари. Да, мојот термин го користам. Видите која е разликата. Ние се обидуваме во оваа влада да изградиме партнерски односи помеѓу сите партнери, без разлика дали се големи, мали партии, дали се етнички, вакви или такви партии. Ние имаме и ромски партии, имаме и турски партии, и српски партии, бошњашки, и чуда, и бошњашки, сите ги имаме во коалицијата. За разлика од претходно, каде што дуи начекувајќи ја слабоста и личната корумпираност на елитите од СДСМ, кои беа подготвени за пари да тргуваат со македонските национални интереси, дуи ги корумпираше жестоко нив и ги претвори во измеќари. И тоа време заврши. Тоа никогаш нема се врати тука, дуи нека заборават на тоа. Тие дури им замеруваат на Влен, зошто нели ветувавте дека за 6 месеци ако не се промени уставот ќе излезете од влада, што не беше така? Ние не сме такви. Ние за пари не продаваме национални интереси. И парите за нас е средство за животот, а не се цел. И ние сме и десничари, барем зборам за мене. И кај нас националната кауза, македонската кауза стои највисоко во пантеонот на светините на она што ние се залагаме како идеологија. И во таа смисла за мене е неприфатливо да учествувам во било каква активност, дејност, коалиција, влада, институција, било што, која действува спротивно на македонската кауза. Но во исто време, моето домашно воспитување, мојата идеолошка определба, моето образование и човечност на крајното не дозволува да навредувам туѓи интереси, потреби, желби, човечки потреби и така натаму. Но жестоко се спротивставувам кога некој како дуи ќе се обиде да оспори благосостојба на мојот народ и општо на сите граѓани ради нивните клептомански криминални пориви. И сега дуи жала што не може да продолжат да крадат како што крадеа до сега, тие се најкорумпирана партија не во Македонија, пошироко. И сега они тоа го представуваат како нешто да изгубиле албанците. Не, албанците ништо не изгубиле. Напротив, ја мислам дека албанците повеќе добија од оваа влада околу владите на Заев и Тачи. Меѓутоа, јас не мислам дека пензиите беа лимитирани само за македонци, пример покрчување. И што и да било. Значи не може арамилукот на дуи
или на 10 души од раководството на ДУИ или 20-50 нека бидат, да се представува како загуба на етничката заедница албанци. Добро, тоа е Тоа е наратив на барање виновници тоа што значи дека како жртва. Тоа што значи дека ако некои македонци крадат во политиката и ако ги изгубат функциите, ние македонците сме изгубиле нешто? Не. Апсолутно не. Не е така. Сме добиле. Ја еве мислам дека арамиите на Заев што падна на власт во Македонија, ние македонците ништо не изгубивме, добивме. Согласен. И мислам дека и албанците редно е да кажат тоа што арамиите на Ахмети изгубија власт, ние албанците ништо не изгубивме, добивме. Че време е за тоа. Ја на тоа ги повикав баш во тие статуси во тој период. А албанците бидејќи им викам вака: дајте конечно албанци на функции или албанци политичари, честни и кредибилни, за и ние да се гордееме со нив. Зашто тој министер за било што, еве нека биде за екологија сега, е и мој министер. Тој не е министер само на албанците или на некоја си партија Левизија или некоја сега таму, него тој е министер на македонците, на Македонија, на македонската нација. И јас сакам да се гордам со него, јас сакам тој да има најдобри проекти во екологијата, јас сакам да има тој најголем успех, јас сакам да го видам него како што предничи во Европска унија со идеи, со ставови и така во зелената политика. Јас сакам Македонија да видам еколошка држава, македонски концепт имаме. Посебна глава во доктрината имаме за екологија. Значи сите наши политики претходните 4 глави ги усогласуваме со глава 5, односно викаме се ќе оди во усогласено со политиките на добро управување, на здрав живот и животна средина. За националната агенција. И сега тука каде е проблемот? Не, јас те разбирам. Просто сакам да ми кажеш што значеше тоа дека е лидер во истраги, популарно Еразмус агенцијата која што ја преземаш на Националната агенција за европско образование. Таму ли беа тие магариња кои што беа тренирани на времето? На такви ли проекти беа пари трошени? За жал не се само магариња, има и повеќе видови на стока. Што се тренираше? Која била набавувана со европски пари. И јас се нафатив, таков сум карактерно кој човек, секој што одам во најтешкото. Каде што е најпредизвикувачки. И зошто таа агенција е толку специфична, бидејќи подлежи и на домашна и на европска регулатива. Тешкото е што често тие две регулативи меѓу себе паѓаат во коализија. Па сега и самите правници, па и од врвни правници од областа работат на согласување. Има дилема. Која регулатива законска, подзаконска има предимство, има приоритет врз другата, европската или националната? Веројатно националната. Јас се согласувам со тебе, да, националната. И во таа смисла некој играл со таа регулатива. Кога му одговарало да имплементира европската, имплементирал европската. Кога му одговарало да имплементира националната, ја имплементирал националната. Меѓутоа, не на начин на она би ја нарекол регресивна страна, него таа другата прогресивна, кај што може да се злоупотреби. И така дошле до многу корупцијски афери, меѓу кои тренирањето на магарињата. Меѓутоа има таму и поголеми афери од магарињата. Многу поголеми, во милиони евра. Каде што е оштетен буџетот на Републиката, на Македонија. Затоа што таа агенција е уште поспецифична, бидејќи подлежи на две обвинителства. И националното и европското. Тоа значи има пари и ние што ги ставаме внатре и Европа што ги става. Сега ние подлежиме под регулатива, под истраги од европската обвинителство од ОЛАФ, а ОЛАФ не се интересира што ние ќе правиме понатаму со тие наши корумпирани вработени или функционери или директори на агенцијата. Него ОЛАФ само констатира злоупотребени средства и издава налог Македонија да ги врати парите на Европска унија. Да, не може да ги затвори. Тие пари се мои, твои, од сите граѓани.
И ова се повлекува. И после тука почнуваат политичките игри на заштита на бандити и така натака, неспособноста на македонските институции тоа да го процесуираат, па до ден денес немаме завршница на тие огромни корупцијски афери. Често ми се жалат дека... Олаф е чист по сите прашања, смисол има извршено ревизија, дали имаш увид во тоа прво? Не, се уште немам увид. Меѓутоа можам да дадам лично и политичко ветување. Дека ако било когаш агенцијата не била партнер на истражните органи, од понеделник ќе биде апсолутен партнер и на македонското и на европското обвинителство. Јас ќе понудам и ќе прашам што им е потребно и на двете обвинителства. И ќе им дадам се. Ќе бидеш максимално транспарентен. Во интерес да се расчисти со сиот криминал и корупција во таа институција. Па и во мој интерес. Затоа што задутре јас треба да работам со луѓе кои се премед на тие истраги, кои може да ми направат јамка и на мене. Затоа што клептоманите, злоупотребувачите на службената положба и властување, не бираат бои директори политичари. Дали е директорот од Македонски концепт, дали е директорот од СДСМ, од ДУИ, од ВМРО, било која партија. Од ЕУДП некојаш не знам кои биле таму си директори. Тие, како беше на со волкот, го менува влакното, но не и паметот. Тие ќе останат криминални. И тие ќе продолжат со тоа поведение. И веројатно мојот силен опит во минатото, во мојата биографија, било одлично кај управниот одбор да ме избери за директор на таа агенција, бидејќи јас сум докажан антикорупцијски активист и во Министерството за одбрана. Расчистив или отворив едни од најголемите скандали во недвижностите, во логистиката, во одбраната и така натака. Јас сум еден од ретките кој отворил дури истрага за актуелен министер на тоа време. Во Агенцијата за млади и спорт бев човек кој пласираше преку 400 милиони евра со по договор на дело 9 вработени инженери по договор на дело. А имавме 290 градежни локации. Како 400 милиони? Аха, искористени како средства. Разбирам, добро. И во царината сум човек кој отворил предмети за непостапување во милионски евра, милионски суми во евра, за грешници кои направиле прекршоци, а не им биле наплатени средствата, и бидејќи ме нападнала мафијата, сум се дал отказ од работно место. И сметаш дека тоа твое портфолио е важно? Тогашниот директор Каргов не сакаше да ме пушти, се заминам од позицијата началник во царина, и ме држеше месец дена по закон. Јас си одев, он ме држеше по закон, а не смев да заминам, нели има право да држи директорот. Така да, мојот опит во минатото на такви позиции, каде што се работело со повеќе пари околу агенцијава, да бидеме искрени, во Министерството за одбрана, во владата, капиталните инвестиции, во Агенцијата за млади спорт и во царината, па и во јавното стамбено предпријатие, јас сум управувал со милиони во евра или во марки на времето средства, и тој опит ми дава кредибилитет како личност. Да се носам и со таа институција. И затоа сум се нафатил. Зашто сметам дека ќе можам да го дадам тој резултат, да го обелам образот пред се на Македонија, пред Европската унија, пошто таму се затворени еден куп порти. Да ги зголемам средствата од ЕУ за Македонија, кои се намалени ради корупцијските афери. Те молам да ми објасниш. И да го обелам образот и на владата, и на мојата партија, и на сите нас. Со што? Зашто можеме да сработиме честно, поштено и вистински кој е потенцијалот на институцијата која ја преземаш официјално од понеделник? Какви се проекти може да се работат, а не биле работени? Што планираш? Значи, што е оно што ќе видиме? Сега, бидејќи многу луѓе не ни знаат кај си станал ти директор, Бунтурот станал директор, фотелја, мотелја и така натака. Но за оние кои се доброчудни и ги интересира, а не знаат, дај да објасниме опис и попис на работа на
националната агенција која што ја преземаш? Во суштина станува збор за европска акредитирана институција која пласира директно средства од Европската унија. Од образовни фондови? Во повеќе области. Наука, образование, млади, спорт. Кон кого ги пласира? Кон јавни институции, кон поединци, кон невладини? Општо. На секаде, значи. Правни физички лица од секој калибар и јавни институции. Боби од Охрид може да конкурира во Еразмус со проект, не знам, правопис за секој дете. Да тренира јагули. Да тренира јагули, да. Јагули во Охрид. Со Наум Петрески заедно. Па не знам кој тренира јагули во Охрид. Наум е пасиониран неговател на јагули во Значи може да Белотавче. земат пари за тренирање јагули. Може би јагулите ќе почнат да летаат, на пример. Но сакам да кажам шегата на страна, секој добро се да смееме. Да, секој физичко али лице може да конкурира. во суштина јас тоа ќе го стегнам, ќе го регулирам со регулатива, ќе инициирам битна промена на законот за работа, пошто е лек специјалис. Добро. За националната агенција. Што ќе промени, што значи тоа? Ќе носиме целосно нов закон за агенцијата. Што ќе промени тоа во условите за работа? Подзаконската регулатива ќе ја претворам во законска, да добие на тежина и да наметне критериуми за распределба на тие средства и користење на тие фондови. Ќе донесам специјална една мерка која ќе промовирам следната недела, се надевам, или последната недела, за огрешени правни физички лица. Меѓутоа позитивно, она кое сакам да го направам е следното. Веќе нема да има пари за шетање на професорите или другите корисници, него ќе има пари само за научни проекти кои ќе се евалуираат и ќе го подигнат реномето на нашите универзитети на светските листи, ранг листи, па нека појават сите професори, без разлика дали се македонци, албанци, турци, небитно, да му лесниме на дуи. Да, да не се мачат. Ако нивниот научен труд е додадена вредност во македонската наука, тоа ќе биде одлично. Второ, инфраструктура да помогнеме на универзитетите кои стварно се во најлоши услови, образованието не во најлоши, и на средните школи, и на основните школи. И една моја лична заложба, која се надевам дека ќе успеам да ја спроведам, успеав да најдам основ за тоа во законската регулатива, ќе донесам и специјална подзаконска регулатива во таа област, да дадеме директна поддршка за надградба на образованието на талентирани ученици и студенти, како да ги наречам, не знам, од сиромашни семејства. Добро. Од семејства во социјален ризик. Ако одите да се школувате вашето дете во Центар за странски јазици, треба да платите 20.000 денари за учење на јазик. Тоа не може да плати секој. Но можеме да направиме за такви деца во соработка со реномирана институција како Центарот за странски јазици, од средствата на Европската унија да добијат да се стекна со вештина странски јазик, англиски, германски, француски, грчки, шпански, италијански и така натака, за да нашите млади бидат и предвреме интегрирани во европските текови, онам кај што ние се стремиме да одиме, бидејќи ние во Европска унија не одиме, зашто тие се поубави од нас, или оти се многу богати, па се ние одиме да бидеме измеќари, него одиме бидејќи така ни налага нашата кауза. Бидејќи со тргање на границите на Балканот, ние ќе обединиме Македонија, и тоа ја го кажувам отворено. Тоа е нашата кауза и тоа сме го учеле дома. Баба ми ме учила за тоа и тоа ми е порив да работам за европска интеграција. И кога ние, нашите питомци од Војна академија, ќе ги испратиме во Стокхолм, или во Берлин на Војна академија, или во Париз, или во Мадрид, кога ние, нашите, не знам, доктори, ќе ги испратиме дел од образованието, еден семестар медицински, да полагаат анатомија во Лондон, знаеш, или не знам,
да не погрешаме, нека биде небитно, нека биде во Австрија или нека биде во Будимпешта, не е битно. А мислиш дека не е во ќе се стегна со прекрасно образование. Ете, тоа е она кое е додадена вредност и оправдано зошто сме вложиле толку пари во такви проекти. Каква е соработката на Националната агенција со Министерството за образование? Проекти од типот заштита на маргинализирани групи во рурални средини, држање семинари за родови идеологии, проекти од типот давање пари за тим билдинзи на организации кои ништо не сработиле во животот, ќе станат минато. И јас знам дека за тоа сум рапснат овие 2 дена. Они знаат дека на тоа ќе ставам црн печат. Они знаат дека ќе ми ги снема парите. Усет ги снема, ќе ги снема и од Европа. Злоупотребите ќе бидат се помалку и помалку во оваа земја. И они паничат. Они креваат прашина. Они имаат сила тоа да го прават. Имат еден куп портали и медиуми под нивна контрола, кои ги финансираат тие организации. И они мене ме направија се. Од амерички шпион до антиамериканец, до руски шпион. Од проевропеец и измеќар на Брисел до антиевропеец и против Брисел. Од фашист и нацист до либерал и граѓански активист. Значи, ја веќе не знам за себе што не слушнав и што не дознав и што не видов овие 2 дена. Но вистината е дека паниката ја креваат токму тие кои ги злоупотребуваа до сега парите од Европската Унија, а во име на тоа не ќе може да го прават. И ја им порачувам да си продолжат да си паничат. Ама јас работата ќе ја завршам. Јас сум толку упорен и посветен, некојаш екстремно тврдогува во една насока, но ја почитувам теоријата на хаос, која вика, кога секогаш има хаос, притисокот во една насока го воспоставува редот во хаосот. Јас ќе си продолжам во таа насока по која сум се кинисал, во стилот на македонската народна мудрост, кучињата лаат, каравано се врви, и на крајот ќе воспоставиме ред таму кај што сме нафатиле. А граѓаните за тоа не гласаа. И јас се шетав во кампањата со коалицијата Твоја Македонија, низ цела Македонија, се видов со илјадници луѓе, се сликав со илјадници луѓе, и на тие луѓе им ветивме ред и поредок. И сега, може би, Џабир, Мила, Бујарче, Артанче, не им ветиле тоа на нивните гласачи. Ама ние им го ветивме тоа на нашите гласачи. И ние имаме мандат да воспоставиме ред и поредок. Да управуваат цврста рака. И ние тој имаме мандатот, и таа на нас не е мисијата. А оние ако има некоја друга мисија за хаос, за криминал, за корупција, ја видовме нивната мисија до пред година дена, секој со својата. Како ти изгледа тој обид за мимикрија да до вчерашниот организатор на системот или дезорганизатор на системот, како и да ги наречеме, денеска се однесува, зборувам за СДС, дуи нормално, но СДС во конкретниот случај. Па исто е. Се однесува како од Марс да паднале се народски кажано и не знам, излегува Тренчевска, зборува мора да има повисоки плати, пензии и така натака. До вчера ги раководеа ресорите. Не се ни нови луѓе, пример некој X човек да излезе и да го зборува, тој ќе каже добро, нема тој некакви сиви петна во своето CV, или пак прилика до вчера да управува и да видиме дали покачувал плати, пензии и така натака, или како го правел тоа. Еве зошто ме плукаат сите мене, зашто сум суров во одговорите. Ќе бидам и сега. Те молам. Тоа е исто како Никола Груевски да му се смее на Артан Груби, зашто избегал преку граница. Тоа е исто како кој имаше осудено таму Рашковски да му се смее на оне другиот, на Мухарем, кој се беше оне генералниот секретар на влада. Закири кој се беше таму, за апсењето и за криминалот. Тоа е малку
прво е домашно невоспитано, второ е срамотно да го говорат луѓе кои го изгубиле кредибилитетот. Тоа е малце и дефект на македонскава демократија. Каков? Кога паѓа партија на власт, секој што станува во парламент, елитата која изгубила власт и легитимитетот. Да, чудно, малце на така. Нели? Биле на првите. Така беше и со ВМРО, така и со СДС, така со сите. И со ДУИ, така сега со сите. Да не замерат сите. Но честно и морално, може би е тука тие луѓе... Се ти имаш Оливер Спасовски, да. Човекот кој го претвори МВР во Министерство за организирање на криминал, го имаш во парламент и тој беседи таму против криминал и корупција. Страшно. Тоа е погрешна стратегија за партијата, бидејќи Тој го имаш Венко Филипче. на луѓето им досадиле тие што сега ги гледаат. Немам ништо против Венко. Сатите погрешно. Децата не се дружат. Значи немам ништо против. Меѓутоа не може Венко да збори за добро владење, а него му изгореа живи луѓе в болница. Или да не кажам, имам личен опит со вакцините. И јас, кога ги понуди вакцините на Македонија, мене ми понижуваа и ми се смеја. А јас ги обезбедив вакцините. Вакцините стоеа на карго аеродром. Од тие 10 милиони вакцини, 5 милиони не беа распределени. И Македонија, AstraZeneca беа. Македонија ќе ги добиеше. На нас ни треба многу малку. Од тие 5 милиона понудени. Венко и компанија се одлучија за кинеските тие фирмите таму. И сега срамота на мене да ме обвинува да ме плука СДСМ, кога сум направил се да помогнам во интерес на татковината, во интерес на народот, јавното здравје и обврска на сите нас. Ако сум во опозиција, ја сум имал можност да помогнам во некој момент, ако сум во опозиција, имам обврска, како граѓанин, граѓанска обврска кон Републиката, и се они напаѓаат, што напаѓаат? А таму го имаш, кој се таму, Тренческа, апсолутно неспособен министр за труд социјала. Освен глупостите со родова идеологија, она ништо друго не направи. Да не ме сватат погрешно, преќе што кажав, ЛГБ, заедницата до Б, се добре дојдени за соработка. Бидејќи до Б е од Господ дадено. Од те понатаму е од човекот створено. Од Господ што е дадено, јас не го спорувам, од човекот не го прифаќам. И ние не сме сатрапи, ние сме прогресивни луѓе, прогресивна партија, ние се стремиме кон европските вредности, меѓутоа не може ние да прифатиме министри како Тренческа кои се обидоа родовата идеологија да ја вметна во нашите семејства. Може би за некој семејство тоа прифатливо, за некој семејство не е прифатливо. Ја не сакам да видам на моите деца родител еден, ниту два. Ниту мојата сопруга сум ја прашал, прифаќа да биде двојка или кец, како ќе се договориме. И сега, Тренческа на мене ќе ми беседи за морал. Има ли злоупотреба на Срамота. деца? Има ли злоупотреба на деца во протестите кои што за волја на вистината се со се помала бројност, меѓутоа мојот впечаток мислам го имам соопшто. Ме интересира што мислиш ти? Си бил на улица и така натака, дали некој се обидува да ја злоупотреби најнормалната човечка емоција која што е присутна во јавноста после трагедијата и под младелачката бунтовност што е нормална, сите сме прошли низ таа фаза во животот. Прво треба да се гордееме да имаме бунтовни млади. Апсолутно, неопходни. И ја и ти сме биле бунтовни. Апсолутно. И бунтот е неопходен. Јас се сеќавам на протестите 97 беа. Сум учествувал жестоко како средношколец. Секогаш младите треба да окажат својот глас. И треба да бидат слушнати и прашани. И мора да отвориме инклузивен процес, а мислам дека тоа владата, не знам колку успешно, мислам дека тоа Мицкоски добро го менаџира, секојаш да ги ислуша. Иако јас пример му замерувам. Ја пример да сум премиер, никад не би викнал синдикати да разговарат со мене. Мојата десничарска идеологија не прифаќа синдикален диалог. Тоа како го вика тој социјален диалог. Ја тоа ќе го суспендирам кога би бил премиер некогаш. Еве Мицкоски инклузивно е отворен кон сите и прифаќа дискусија со сите. Меѓутоа, ајде да се вратиме малце наназад за време на шарената револуција. Не можеме да ги заборавиме злоупотребените деца од Радмила Шекеринска и незините невладени организации по Скопје да прават кривични дела. Многу тие деца добија кривични дела, нели? И обвиненија.
меѓу кои еден од тие лидери, лично го познавам, после СДСМ го изфорсира за лидер на ССУКМ, како се каже, во наше време беше ССУКМ. Да, СПУКМ, студентски Кога парламент. бев јас студент науки, беше ССУКМ. Да, и јас исто. Да. Студентски парламент после. Сега тој лидер на ова... Ова е Евтимов? Сега тој лидер е исто во оваа организацијава... Кој е следен? Кој е следен? За Евтимов, Да. Бојанка. Значи, тоа младо момче го злоставува Радмила Шекеринска со тие невладини, тие злоупотребени пари од САД. Пазете. Може ли да ти поставам една теза? Само што да кажам. Ајде. Пазете. Ние сега се колнеме во партнерството стратешко, вакво, такво, американско, САД. Ние го дигнавме тоа на ниво на религија. Добро. Во земјава. Ја имам крedibilitет да тоа зборувам, пошто американците ми се многу блиски. Пази се. Од Америка, од американските истражни органи, не од Македонија, од Америка, Зборуваат за милиони. дознавме Да. дека во Македонија се злоупотребени милиони долари на американските граѓани за злоставување на децата, како тоа момче што го говориме, кој било наведено да стори кривично дело и било винето за напад на канцеларијата за контакт со граѓаните на председателот на Републиката. И сега, која е таа злоупотреба која се обидуваат да ја повторат? Веројатно и со европски пари, и затоа пишта вришта, пошто од задуте не ќе можат. Грефе кон нечие дете, пошто има родители кои се грижат за него, има баба и дедо кои веројатно го воспитуваат на добро поведение, да го злоупотребуваш со позадински намери во политички пресметки, кога станува збор каде што тригер момент, капислата, како да речам, огнениот момент, е неголемата трагедија на македонскиот народ од 49-та навака, од епопејата, од трагедијата, од етничкото чистење на македонците во Беломорска Македонија. И сега, тоа да се користи толку приземно и мизерно од политичари. Тука имаше еден мој колега и професор и лидер на политичка партија, кој највулгарно се обиде, без никаква емпатија да покаже кон изгорени деца. Не кажуваме кој е, за да не се налути Димче. Да не се налути Димче. Го злоупотреби моментот, а он е професор во Штип. Веројатно има и негови студенти кои биле во таа трагедија таму. И таа трагедија да употребиш за политички поени. Ме нервира, лажеа за бројот на грев жртви. пред Бога, грев кон нацијата, грев кон својот род и грев кон Републиката. Петар, ти работиш Јас се чудам зошто нема и кривични постапки за такви Си работа во поведенија. Министерство за одбрана. Тоа се вика воено профитерство. Кога ти лажиш за да во услови на некаква криза за да оствариш некаков профит. Лагите дека има 140 мртви. Кој тоа не може да се излаже, нели? Не може Не да е само скриеш ти, тоа. да скриеш 80 Не е само тоа, починати со цел да побудиш гнев кај народ да ги вадиш на протест и видовме еден од тие состаноци процури во јавност. Но една теза морам да ти поставам и знам дека ти можеш да ја одговориш. Можно ли е, пришто да повторам по илјадити пат, се надевам дека има некој помлад човек кој што ја гледа оваа емисија во овој момент сега, или па може би да не се надевам, нека гледа на реприза или на YouTube, петок Ај ќе ја навечер, споделам, јас нека се ќе ја видат. петок навечер нека се забавуваат низ град. Но генерално, како што кажуваме, сме биле на улица, утреден пак ќе бидеме кога ќе треба. Но генерално демократските процеси како избори постојат за луѓе да одберат власт и да ја тераат таа власт да ја работи согласно програмата што ја избрала. А излегување на улица како сега да окупираме Београд, па нашето граѓанство сака да биде београѓанство и така натака за да сме помодари нешто, мислам, мене ми се досадни. Не и се нека си тераат. Но возможно ли е политичките центри кои што ги стимулираат, а постојат такви, ги злоупотребуваат тие млади луѓе Лично кои ги се познавам. бунтовни, дозволи да биде внатре партиска пресметка во СДСМ, при што интелектуалното крило или шекеринско фрчковистичкото крило да се пресметува со Венко, да сака да го удри, ескалирајќи ја состојбата во овие работи за да дојдеме до модуларна болница кај што тој ќе потоне како во жива песок, за после тоа тие да се вратат повторно на трон. И дали кај ги гледам таквата симптоматологија. На пример, Ана Чупеска на денот на несреќата излегува подпредседателка на СДСМ, универзитетски професор, одржа една срамна пресконференција, а утредента Венко излезе да стабилизира и да смирува. Возможно ли е тоа да се случува според тебе во моментов? Прво, јас јавно апелирав до сите македонски граѓани да го почитуваме правото на самоопределување на нашите комшии.
Бидејќи ние македонците патиме од тоа што на нас ни го споруваат тоа, секој ни се мешаат во нашите македонски работи. И кога почнаа протестите во Белград и битката против председателот на Република Србија, јас реков тоа не е македонска битка. И ние македонци треба да стоиме на страна. Ниту сме за, ниту сме против. Тоа е автономна одлука на српскиот народ. Они ќе си одлучат што е најдобро за нив и дали е добар или лош нивниот председател. Ние си ја гледаме нашата председателка и нашите работи, македонските работи. За жал, прогресивно граѓанство или бело граѓанство во Скопје, секој се обидува, јас се сеќавам кога бев студент, глумевме мода белградска. Со тренерка Стајана во фармерки. Дизел стил. И ланците. Па не толку се со ланци, ама она знаеш, или тренерка, или со дигната крања кошулка со некој блузон, исто така внатре во подкаиш. Тоа влијание е присутно. Но овде не станува збор за културолошкото влијание српско во Македонија. Тоа е огромно, тоа е неспорно. Станува збор за, ајде ќе наречам бекстејдж, ќе наречам, ајде ќе наречам под маса влијание. Да не влегуваме во теорија за говори. Добро. Јас дел од тие луѓе ги познавам лично. Сум ги запознал. Тие луѓе живеат спроведувајќи агенда на некои структури од пошироки размери, кои се обидуваат глобализацијата да ја претворат во денационализација на народите, на нациите. Од глобализацијата има и позитивни страни. Например, ако не беше глобален светот, ја немаше да имам iPhone. Така е, да, точно. Пример. Меѓутоа, не може на мене некој американец да ми каже јас не сум македонец. Ниту ја да му кажам на некој кинез дека не е кинез. Ниту тој да му каже некој јапонец. Ниту тој на некој мексиканец. Личниот идентитет и определба на луѓето си е наша. Они користат моменти трагедии, национални шокови, за да предизвикаат дестабилизација во внатрешна во општеството, но овдека јас би иницирал како политичка партија и истрага во рамки на НАТО на вмешаност на заменичката генерална секретарка на НАТО, која доколку е вмешана во тие невладени и во тие структури кои се обиделе да дестабилизираат земја членка на НАТО, полноправна членка на НАТО како Република Македонија, искористувајќи трагедија национална, не само лична, национална трагедија, за да овозможат страни влијанија да падне нивото на квалитетот на управување со Републиката, за да влезат страни влијанија, руски или други непријателски влијанија во НАТО простор, а прито е смешана, или да провериме тоа, заменичката генерална секретарка. Го поставуваш како дилема. Или незини луѓе, или незини соборци од незината партија и определба. А тоа е веќе основ за постапка во НАТО за незино разрешување и кривично гонење. Знам дека не ти е омилена Шекеринска. Не. Уште од времето кога била министер. Тоа е суштинско прашање. Бидејќи кога она управуваше Министерството за одбрана, Министерството беше злоупотребувано, тие организации и издруженија, они поќе беа корисници на средства, тоа се претвори Министерство како Министерство за цивилен сектор, а не Министерство за армија. Да, има цивилна контрола врз армијата, ама се мисли на друго. Не се мисли на НВО типчиња се шетаат по одбраната. А ги имаш и такви? Не, се мисли на нешто друго. Цивилната контрола на одбраната значи дека граѓаните го бираат Богдан за министер, а он како цивилен представник контролира што работи воениот дел. Ама не е Богдан како активист во Хера, него како избран од граѓаните. Тоа е клучна разлика што злоупотребите да правиат таму. Така да, СДСМ после понатаму, ја овој пат не би попуштил. Не знам кој е ставот на владата, ја не можам да зборам во име на владата.
Си има поправили на влада, си има премиер кој ја застапува владата. Ова не го зборам како директор на агенцијата, тоа е друга работа. Го зборам како Петар Богоевски, лидер на македонски концепт. Ја овој пат не би попуштил. Би одел длабински во истрага. Кој сакаше да направи шарена револуција 2.0 или по AliExpress? Кој би можело да сака, Петар? Не, ја би одел сега во подлабока истрага. Тоа би го истражил во детали, би го констатирал како обид за нарушување на уставниот поредок на Републиката и би процесуирал конкретни лица со име и презиме во македонските судови. Затоа што, ако тоа не го направиме сега, во овој момент, ние ризикуваме историјата да не се повторува. Таа секој се повторува. Ако не научиме од неа. Има едно правило. Историјата е учителка на животот. Ако не научиш од историјата, таа ќе се повтори. Јасно ни е што И е обидот сега. сега во овој момент мораме да спроведиме детална истрага. Сите кои се обидоа таа национална траума да ја употребат за дестабилизација на Републиката и институциите во Републиката, кои во тој момент беа во вонредна состојба. Ако не беше И добро функционира, не само што беа во вонредна состојба. Морам да кажам добро само функционира по оценката на сите странски мисии Еве да што бидам беа. чесен. Нема да ја коментирам ситуацијата до пожарот. Ќе оставам на истрагата, бидејќи јас како политичар, Така и ако се треба. смешам, ќе направам беља. Но ќе ја коментирам после пожарот ситуацијата. Ако не беше донесена политичка одлука за итен транспорт, Знам, имаше 50 плюс мртви. може и 100. Тоа го знам. И ние во таа ситуација, место да дадеме поддршка на институциите, не на Христијан Мицкоски, не на Гордана Сињановска, не на Петар Богоевски, не на ВМРО, не на македонски концепт, не на која партија имаме коалициони партнери, ние небитно. На Влем, не. На институциите. Да се носат со трагедијата, со обемот на трагедијата и да ги спасат животите на тие деца. А ние напротив, да го минираме процесот, да ги спасиме животите на децата. Да предизвикаме страф, без кај популацијата, кај општо граѓаните, тоа е дефиниција на тероризам. И мора тоа детално да се истражи. И политичките лидери, чинители и нивните поутрони извршители во таа акција мора да бидат одговорни пред законот на Републиката. Воспротивно, ние никогаш нема да изградиме република во која владее правото и правдата. Јас мислам дека тие сега просто сакаат преку инфилтратите да почнат да создаваат една генерација што ќе ги гласа за 7-8 години. Односно, да имаат пивоти преку кои што секоја можна прилика не гледаш, како вика, дури самите признаваат. Па да, ние спонтано се собравме, си го питам Ашимот, после прегазувањето на Фросина на Партизанска, спонтано се собравме и тоа спонтано прерасна во протест, Жими Ашимот повторно, и тоа спонтано прерасна во не знам што, и просто потврдуваат дека користеле трагедија како повод, а не како причина. Како Петар, мајко му стара, 7 години супер беше системот, не ги вознемири, возбуди до тоа ниво, туку сега одеднаш почна сето тоа да им пречи. При што не е проблем тебе да ти пречи системот, да се разбереме. Затоа има избори, затоа има протести на крај на денот. Но симптоматично е што од исти хорови ги слушам истиве работи након свих ових година. Ја имам кредибилитет за тоа да говорам личен. Знаат цела јавност, не е тоа тајна, дека сум бил од дете активист во ВМРО ДПМН, нели? Пред да напушам членството пред 5 години. Додека сум бил лидер, додека сум бил член и активист во таа партија, јас сум ги нападнал двата лидери на таа партија. И Георгиевски после подписот на на Охридскиот договор и Груевски после подписот на Пржинскиот договор. Но сум ги критикувал јавно и министрите од мојата партија. Па и денес критикувам луѓе од мојата партија, од македонски концепт. Луѓе кои немаат личен кредибилитет и сила да ги искритикуваат лидерите на СДСМ и гревовите што ги направи кон оваа држава. Они немаат право да говорат денес за Мицкоски, за Петар Богоевски и за сегашните управители на Републиката.
Затоа што ти ако не си нашол сила да критикуваш Зоран Заев, на сето тоа што го стори во неговиот мандат, не си нашол сила збор да кажеш за Таче и неговото поведение. Не си нашол сила збор да кажеш за тие плејада министри. Аля Мети. Па чува Господ се спротиставиш на Артан Груби, тоа е ерес во СДСМ, уште е ерес. Он имаат автоцензура во партијата да кажат збор против Бујарче и против Артанче. За Али Ахмети тој е светец. За не сме се каже збор. И сега они да говорат за денешното работење е некредибилно, безобразно, безобзирно и се надевам кај граѓаните не може да најде на одобрување. Така и делува, види. Ако има вистински причини за протест, има луѓе на улица и тоа е тоа. Ако нема, ке нема, исто така тоа е тоа. Ако треба да критикуваш, критикувај. Се разбира. Ако некој се огреши, без разлика дали од твоја партија или ти е комшија или роднина, ќе си одговара по закон. Ако нема реакција на закон, ќе има бунт и нормално е тоа. Значи не може ништо спорно. Ама кога се движат нештата и се ти да измислуваш, не може моите се секош во право и се чисти и честни, а туѓите само не чинат. Извини. Ја ќе молчам 7 години докато сум на власт, дури ми е убаво на власт, а ќе пцујам и ќе плукам кога сум во опозиција. Некредибилно е. Па не знам како мислам. Понуди ми кредибилна. Еве кај тебе во емисија, нека понуди се да сам кредибилна личност во областа, во која јас од понеделник ќе управувам и ќе работам. Добро. Ако мислам нека биде и Лидија Димова. Од сега сам нека испратат, не е проблем. Закажи тие на еден дуел тука средба една емисија. Добро. Ке се не ми ќе зборуваме отворено. Еве нека најдат се да сама кредибилна личност. Добро, но може да која имала храброст да се спротистави на тоа што се случува во СДСМ. Може да направиме тоа, но еве почни 2-3 месеца со работа се надевам тоа нема да биде студирана концепција. Се надевам нема тоа да биде министерот нивни за образование со купена диплома од кај Рамис Мерко. Се надевам. Он беше доктор, колега на науки, кој докторирал за 6 месеци кај Рамис Мерко. Се надевам дека нема да биде тој представник на СДСМ. Ќе најдат некој кредибилен човек и да се дискутираме најнормално. Граѓаните нека гледат и нека судат. Кога е образованието во прашање, за жал дојдовме во како до сега периодот до ниво да ако имаме испечатени учебници ние да бидеме премногу срекни. Сега работите се поинакви, нели сега. Тоа мислам ја допира и твојата работа во агенцијата. Наместо да говориме за споделени истражувања, пресе во екзактните науки, споделени истражувања со меѓународни респектабилни институции, лаборатории и така натака, ние зборуваме за испечатени учебници. Страшна работа. Че ние се вративме, знаеш каде назад? Имаш прилика. 56-та, 7-та, 8-та година. Не, Гутенберг е 200 години назад. Кога, не, зборувам за Македонија. Кога се радувале ако дојде навреме учебници во училишта. Значи страшна ситуација. А ќе имаш прилика во Националната агенција да работиш на проекти од образованието, нели? За крај, пред да прашав, него одговоривме со Министерство за образование, имате некое заедничко делување или ќе имате соработка? Да. Имаме заедничко делување, иста мисија, заеднички надлежности, работиме во иста област, координација кабинети со кабинети, координација сектори со сектори, работење на заеднички проекти, заедничко финансирање, бидејќи кофинансирањето на агенцијата од страна на Република Македонија доаѓа од буџетот на Министерството за образование. Тоа е спорам по секторската распределба на по закон за завршување на буџет. Така да има многу што да се сработи. Ја нема да си давам многу време дека не сум навлезен во работата. Добро. Него треба да се сработи многу брзо, ефективно и ефикасно. Дури мислам дека касниме многу. И ако јас сум критикувал за каснење, пошто јас сум малце поекспресив човек карактерно, ако јас сум зборил дека треба да биде поекспедитивно, тоа што треба јас да покажам со личен пример. Пошто секогаш личниот пример е најдобриот пример за останатите. Согласен.
Нареден пат те очекувам тука со резултати од твоето работење и во однос на истрага на дали имало некои тренирани магариња или можеби па Јетон Шакири ако аплицирал со проект Гутенбергова преса, кажи му пред 550 години тоа е завршено, нека побара нешто друго, но и со конкретни проекти реални кои што ќе се сработат и ќе го подигнат квалитетот генерално на животот, односно конкретно образованието, науката. Се надевам дека одговоривме на доста прашања. Па јас да ти кажам сум задоволен од тебе како соговорник. Добро се снајде во Се надевам мекиот граѓаниве восет. горе-доле ќе добија впечаток за што станува збор, за да па започнеме па и да даваме отчет. Види сега, светлата ќе се насочени и кон тебе. Од понеделник ќе имаш прилика да покажеш што знаеш и нели, talk the talk, walk the walk. Така да си гледаме следна прилика со конкретни резултати од работа. Ти благодарам за гостувањето. Ви благодарам вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека ви беше интересен разговорот со Петар Богоевски, како што впрочем се и секогаш разговорите со него. До следното гледање четврток по 22:30. Стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонија. Главата горе.